имав идеја да напишам некој по-балкански албум. После година и пол затворени тука и снимајки, работејки, некако почнав да губам сликата за тоа што го правиме. Почнуваше и да не ми се допаѓа дури. И кога видов дека им се допаѓа на луѓе, окей, всушност не е лошо. Кога и да сакам да свирам, да творам, да работам на некаква уметност, знам дека имам некој човек кој што може да биде тука покрај мене, како што и тој човек знае дека би имал некој друг покрај него. Потребна е тоа институционално признавање и таа помош, за да може алтернативната сцена стварно да создаде некаква инфраструктура на самоодржливост. И тоа воопшто го нема, и дури не само на монетарен план, туку и на идеолошки план. Онака те газат и те гаснат на секоја мера и на секој можен начин на кој што ќе им текне. Ако зборуваме за Скопје колку е тешко да има алтернативна култура, да не збориме за другите градови, тоа е трагично приказна. Сепак Сортир ни докажа прво дека има таа голема потреба за музика и за уметност во другите градови, дека има желни луѓе кои што сакаат да ги посетуваат тие настани, кои што ги бараат тие настани. Дефинитивно треба да има политика во уметноста, бидејќи каде на друго место да изложуваме прогресивна политика. Не сметам дека треба никогаш да ни е целосно удобно. Дури кога сме среќни, кога се забавуваме, мора да има еден дел од нас кој што е гневен и кој што бара промена.